Здраво, драги гледачи, се наоѓаме во просториите на Студент ТВ со нашите денешни гости. Тоа се невообичаени музичари кои креираат музика на еден посебен начин, комбинирано со пеење, свирење гитара и битбоксинг. Денес со нас се Огнен и Богдан. Здраво за вас, повелете, представете се на нашите гледачи. Јас сум Огнен Димовски и сум од Битола. Здраво, јас сум Богдан Василевски од Охрид. Така, а што студирате? Ние сме на Фейт Скопје, поточно кажаме електраши. Така. Од кога се занимавате со музика? Па тоа прашање, не знам, малце чудно. Од секогаш, не знам. Никогаш немам одговор на такво. Зависи од кој аспект, пошто јас не сум само со битбокс, имам и свирено и мандолина во бенд Чалгија, да речем. Така да, со битбокс почнав од, не знам, 6 години. Добро, имајќи го предвид тоа дека од секогаш ќе сакате музиката, зошто избравте Фейт, а не музичка академија? Компјутерите ме влечеа на едно што од детството и баш така некои математики, да речем. Претежно со електроника поврзано со тие. Со битбоксот се запознав поточно во 6-то деление, бев на поседот кај баба ми во населбата Бајер во Битола и позната е таа населба пошто има многу цигани, битолски љубци. И тие доста музикални луѓе се да речем, со секакви области од музиката се занимаваат и со играње, и со рапување, и со секаква музика. Свирење, и со свирење, да. И баш на тој ридот там каде што се наоѓа резервоарот за вода, се собираат и на тепих играат бекданс. Тоа мислам дека уште го прават. И баш тогаш кога го гледав тоа, пошто претежно тие си носат касетофон или некој музички систем за да имат музика, да можат да играат брейкданс. Сега тогаш јас кога присуствував не носеа ништо такво и еден од циганите битбокс правеше и јас се зачудив. И после тоа почнав да ги учам основни музици, нешто на YouTube гледав после тоа и се напредував. Богдан, дали можеме да дознаеме нешто повеќе за твоето музичко искуство, за твоите почетоци? Па, околу моите почетоци би кажал дека прво започнав со пеење како мал, потоа продолжив во основнова школа во хор во школото. Значи, потоа продолжив во гимназискиот хор. Гитара научив исто околу 6-7 одделение, научив да свирам гитара. Идеше на курс или имаш Не. некој од кого научиш? Можам да се кажам дека сум само гитарист и ми влезе под крвта, под кожа. Така. Крв ми влезе и можам да кажам нешто да апелирам кај младите да почнат да се занимаваат со музика, значи да почнат да свират нешто и сами да научат. А професори имаат цело време, значи нешто ако сакаат сами да научат, може да научат. Добро. Потоа продолжив со првата моја група, акустик бенд, свирев добри 3-4 години со нив, средношколски години. Пеев на неколку ТВ шоуа, на Мојата звезда, на Најтелен и така, стигнав до финалите двете места и било што да кажам. И сега почнавме со факултетски. Колку време сте заедно? Не сме во врска, Пака како музичко дуо да речеме. Фейсбукот ќе каже. Па, тоа ни е 4-та година, да се знае. Ние Настапувате... се запознавме, уствари, на клупите од факултетот. Предходно не се знаевте, Не. така? И таму свативте Баш дека и од првата двајцата сте година, сродни души, музичари, Да. и почнавте. Баш така. Добро, кажете ми професионално со што си имате занимавано, вака некои аудиции музички. За Богдан слушнавме, Огнен повели? Како најпрво како прва емисија ми беше верували или не, се емитуваше на претходната А1.
А после тоа од таа емисија добив можност да одам на Ја имам талент, српското шоу, да, талент шоу. И после тоа бев повикан од Тони и Део да им бидам во опуштено нивната емисија. А инаку во меѓувреме сум имал доста настапи. Претходно бев член во групата Токсикологија. Најпрво почнав со мојата рап група Никтофобија Кру, значи прво рапер бев. После и со брейкденс и на крајот завршив со битбокс. Добро, кажете ми каде настапувате? Дали некаде во Скопје имате настапи? Најтазе настап што ќе ни биде во Ликвид, во Охрид, на 6-ти, значи да падне, да присуствувате. Добро, а во Скопје некаде? Во Скопје имавме пред 2-3 недели свирка во Бирokraт кафиче и беше доста добро. А таму ќе соработувате, ќе настапувате повеќе или? Не, планирани сме двајцата како што веќе се започнавме така да настапиме. Нема да имаме предгрупи или подгрупи, не сме предгрупи, да бидеме главен ивент. Така. Дали може сега да слушнеме нешто од вашиот репертоар, нешто што е најново и најактуелно во моментот? Можам да ти верувам, нема лаги, нема сливају нас, и се сеќавам на секој зборед. Рече ти си ми се да виден до мене, за секогаш до крај сега гледам како одиш, и знам ти не се враќаш не се враќаш крај мене, не се враќаш не се враќаш крај мене. Кажете ми како биде на факултетот? Пешки. Супер, идеално. Одлично, која година сте? Четврта. Апсолвенти, така? Планирате да продолжите на ФЕИТ? Па, се надаваме, да. Да? Прво да дипломираме, после планете. Ќе видим тоа. Битно е дека имаме го план. Така. Нешто друго ме интересира за вас? Вашиот приватен живот, вашиот љубовен статус. Дали можете да го откриете тоа? Помислим. Ај за друг пат тоа нека. Може за друг пат. Сега или никош? Не знам биш. Комплицирано, љубовен статус комплицирано. Во врска биш. Во врска? Добро. Долга врска? Добро. Разбер. Срекно разбер. За мене пиши вдовец. Има опција вдовец. Вдовец. Не. Вдовец.
Каде ќе бидете за нова година? Тука во Скопје, само не знам точно каде што. Нема да биде настап, туку ќе биде Не, приватна прослава, така? Чисто приватно, да. Кефлиско. Одлично. На Раклис. Сега можеме да го видиме и вториот дел од вашиот музички настап за денес. Повелете. Та твоја дива, несмасна љубов, те гамбури предиш, стутка на скутош, се прозела се тегнеш, наспана и гладиш, важда те пуштам, ме гребиш и ме казаш. Само една не ми дава мир, од глава не излегува. Еден човек и една жена само, месец млад, мага светлина. Еден за друг знаат што им треба, не зори ветрот зборува. Звездо моја звезднува за мене, стави да ме најде тој по тебе. Звездо моја звезднува за мене, се уште дише, дише тој по тебе. Звездо моја, желбо моја, звездо моја, само моја, ти си сила каква нема, ти си сила што ме тера, ужи глас да чујам у себе што ме тера. Вечна љубов јас да барам, вечна љубов со најгора најдам. Звездо моја звезднува за мене, стави да ме најде тој по тебе. Звездо моја звезднува за мене, се уште дише, дише тој во тебе. Полека стигнавме и до крајот на разговорот со нашите денешни гости. Дали би сакале да им посакате нешто на нашите гледачи? Како што најавивме во претходните два клипа, односно две видеа, така и за крај ќе кажеме, слушајте македонска музика, бидете патриоти. И ова ќе биде број 3. 3 теребат. Јас би сакала да се одјавам од вас и да ви посакам среќни новогодишни и божигни празници со желби за многу успеси и доживувања во новата година. За крај, ве оставам да уживате во уште едно парче добра и квалитетна македонска музика. Со тажен лик и на созени очи доаѓаш ти по метро тих по моите ноги. За прв пат те гледам несреќна мила, каков либо истопи твоите полетни крила. И моето
моето цвеќе не го примеш веќе. Бегаш од се што било дел на твојот свет и плачеш и гориш за разделба збориш, заминуваш ти. А имаш ли сила да размислиш мила што ќе сториш ти? Не оставаш мене за друг да те земе, не те давам цвету мој. Кажи да постои друг во животот твој. И плачеш и гориш за разделба збориш, заминуваш ти. Имаш ли сила да размислиш мила што ќе сториш ти? Не оставаш мене за друг да те земе, не те давам цвету мој. Кажи да постои друг во животот твој. Ма ти си болест која вечно живе во мене. И да умрам да се родам пак, срце водава, знај дека шука за тебе. И ке нема да си опростам ако си дозволам бе